нежна и кревка. Во суштина таа е челична дама која е максимално посветена на својата работа. Се дава себе си секој ден да помогне некому. Просветена сопруга, мајка на 3 деца, лидер во професијата, бесценен и искрен пријател и соработник. Добро утро, овој понеделник посакувам на нутриционистката Татјана Турунџиева. Добро утро, поздрав до гледачите на Македонска телевизија. Овој понеделник чест и задоволство ми е да бидам токму во вашата емисија. Благодарам и за најавата. Вие сте основоположник на нутриционизмот во Македонија. Како почна оваа мисија и како се случи токму ова да биде ваша животна професија? Никогаш маката ќе го насочи човек во некоја друга насока од базичната професија која што работиме и после едукацијата. Започна пред 23 години, 2000 година, по моето враќање од Германија, каде што заради одредени причини уште 96-та година започнав со занимавање на, меѓутоа не и професионално занимавање со оваа професија, а веќе реализацијата 2000-та година со враќањето назад од Германија започна првите чекори за нутриционизам. Тогаш беше екзактна наука, а сега веќе се докажа и покажа дека ќе биде наука на иднината, затоа што храната е основа за подобрување на секое здравје и како ќе се храниме, така ќе изгледаме и така ќе не служи нашиот организам метаболизм. Се едуциравте во Германија, но постојано се доусовршувате, некаде се вложувате во... Секоја професија бара надоград. Ба не значи дека со завршувањето на студиите, на постдипломските, на било какви едукации, ние запираме со доусовршување или доедуцирање, што значи дека науката оди напред и мораме нон-стоп да следиме трендови како би биле што повеќе запознаени со проблематиките за она што го работиме, без разлика за каква професија, особено ние кои што работиме специфични професии, што значи дека секојдневната едукација мора да постои, усовршувањето мора да постои, нема да запре. Трендовите на светско ниво се менуваат од ден на ден, особено со случувањето на пандемијата, а и секојдневните промени во однос на она што се случува како поглед кон исхраната и што храната може да направи за нашиот организам и метаболизам, мора да биде со индивидуален пристап и да направиме да секој од нас посебно на соодветен, адекватен, индивидуален начин се храни и го подобри сопственото здравје преку храната. Науката и медицината докажале дека нездравата исхрана, односно неправилната исхрана, всушност значи несоодветно приготвување на храните. Науката покажала многу работи и многу е интересно што на светско ниво се постојат најразлични научни студии кои што истражуваат и испитуваат, што значи дека многу е важно да сето тоа биде на здрава основа, научно подкрепено. Нормално постојат специјални институции кои што се занимаваат со истражување и испитување на одредени храни и влијание на одредени заболувања, што значи дека иако некој нутритив е можеби најздрав и прогласен за води на педесталот на здрави нутритиви во светот, меѓутоа некој не може да го зима за жал, бидејќи ќе му се контраиндицира на неговото здравје или на одредениот здравствен проблем кој што го има. Што значи дека прво и основно мораме да си направиме крвни анализи, да го испитаме самиот организам, да знаеме со што располагаме, па да направиме променен начин на исхрана, а тоа да го направиме оној момент кога ќе ни сондира организмот. Се чини две работи, колестеролот и мастите се оние што најчесто не збунуваат, а веројатно и од нив потекнуваат најголемите проблеми на луѓето. Што значи, што не чини кога имаме покачени масти и колестерол? Тоа е само дел од крвната анализа која што може да реперкуира за нарушените липиди кои што сега после празниците нели се во поизразена форма, бидејќи јас кога правам режим на исхрана барам многу детални крвни анализи, значи не се само холестеролот
и триглицеридите или ензимите или гликемијата или деградационите продукти или електролитите, туку барам една сеопфатност и кога се решаваат пореметени липиди мора индивидуален пристап и да земеме во предвид неколку фактори кои што се битни за да се решат нарушените масноти. Меѓутоа, кога решавам еден проблем, го гледам целиот систем. Значи, индивидуата не ја гледам само за решавање на одреден проблем, туку детоксицирање на организмот пред се, метаболитичка рамнотежа, задолжителни 3 оброка дневно, сезонски работи кои што ги има и одредени продукти кои што може да бидат дозволени или забранети во однос на решавање на одреден проблем. Сте помогнале многу пати, се трудите секогаш да помагате. Животот не е розев, но вие сакате да му дадете розева нијанса за да не се уништат сумиштата. Има ли некој случај што ви останал посебно во сеќавање? Можам да за овие 2-3 години можам да набрам не знам десетици, 20 на случаи. Секогаш најголемо задоволство е кога ќе решиме некој одреден здравствен проблем. Во последно време, за жал, се почести се одредени заболувања кои што се во голема експанзија. Среќна сум кога ќе победиме некој здравствен проблем. Среќна сум кога ќе успеам да некого го направам задоволен и да постигнам кај него задоволство и среќа и кога тоа ќе го сондирам. Најголема награда ми е тоа што ќе почувствувам кај некој среќа и убавина во она што сме го постигнали или до саканата цел до која што сакаме да стигнеме. Победата на многу карциноми, победата на решавање на најразлични заболувања, победата на килограмите, зголемувањето на килограмите, победата на најразлични анорексии, булими. Пред се среќна ме прави она што некого правам среќен. Лидер во професијата, но успешна сопруга и мајка на 3 деца. Најстариот син има 31 година и тој е во Берлин. Средниот е во Виена, има секе полни 25, најмалата Андона Марија има 14 години и пубертетски се расправаме во моментот, пошто такви се годините едноставно. Ги воспитувам да бидат квалитетни луѓе, да бидат добри луѓе и дека многу е поважно да бидеш човек, да не се врзуваш за материјалното, него да се врзуваш за духовното, да помогнеш на оној кој што ти подава рака за помош, никогаш без разлика дали во животот се случуваат некои работи, не сакајќи некој да ти сгрешил, меѓутоа во тешки моменти секогаш да се подаде рака. Важно како родител дека ги едуцирав, образував, воспитав, а каде они ќе одлучат да отидат, тоа е нивна работа, а мојата работа е да работам и секогаш разграничувам. Работата си е работа, кога ќе бидам на работа сум на работа и максимално посветена на работата. Она време што ќе ми остане како приватно време, го посветувам на семејството. Секогаш велам, ако е кратко, ма да е квалитетно времето поминато со нив. Оние кои ја познаваат Тања, знаат дека сака да прочита добра книга, сака да слуша добра музика, прошетки во природа. Но колку е важно да си посветите време сам на себе? Па, токму така, сакам да прочитам убава книга и многу читам. Сакам убава музика, се слушам. Сакам природа, затоа што природата ни е дадена да не ревитализира и се доаѓа од природата, почнувајќи од храната, почнувајќи од убавите прошетки во природата, дружба со пријатели во природа. Сакам да готвам, сакам да се дружам со луѓе со кои што ќе имаме убави урбани
социјални муабети во кои што ќе научиш и некои работи што не ги знаеш, пошто човекот цело време треба во животот да учи. Секогаш се трудам да направам некаков баланс во сето тоа што го правам и што го чинам. Најубави моменти ми се кога ќе ми биде целото семејство, кога ќе се збереме од секаде во светот и кога ќе седнеме на семејната трпеза, тогаш ми е цело срце полно и тогаш сум среќна и мислам дека никогаш нема поубаво нешто од квалитетно семејство. Што е запишано на агендата на Тања за 2023? Оваа година би посакала пред се да бидам здрава и жива. Среќна, нормално среќата сами си ја крујме и си ја правиме. Меѓутоа имам во план да малце оваа година повеќе патувам, затоа што некако со пандемијата го скратив тоа задоволство на патување и сакам да посетам неколку дестинации кои што ми беа замислени пред пандемијата, да ги посетам и да ги видам, затоа што мислам дека со едноставно со патувањата човекот се ревитализира, осознава нови енергии, нови фреквенции, а на тој начин и се ги полни батериите со уште попозитивна енергија. Некои работи се бесценети, токму како овој момент, на овој разговор, на ова ваше гостување во Македонија на утро. Ви благодарам што овој утро бевте гости на Македонија. Благодарам.